Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. А еве што ќе дискутираме, претпоставам дека знаете, но веројатно пак не го очекувате аспектот на темата. Имено, да, во врска со правосудството и денешната оставка на државниот јавен обвинител Коцевски. Меѓутоа, токму со еден поглед во иднината, односно перспектива каде одиме, ако е ова можеби почеток на нешто ново. Имено изборот на државниот јавен обвинител го следат генерално бројни полемики и критики како сериозно голем момент во правосудството. Прашањето е дали надпреварот е завршен и пред неговиот почеток, или не е така. Она што е генерал во армијата, во војската, тоа е државниот јавен обвинител во обвинителството, а неговата должност е да ги штити интересите на граѓаните и да ги гони сторителите на кривични дела. Тој исто така дава задолжителни упатства до секој обвинител по однос на тоа како ќе постапува. Затоа и се она што се коментира по однос и на трагедијата во Кочани и така натаму, не е само дали е тој дали е на врвот на одредена институција, туку и токму, значи не е само формална неговата улога, туку е навистина, како што спомнав, и директно поврзана со неговите упатства до секој обвинител. Впрочем, тој има увид во секој предмет и не може да се вложи приговор на негова инструкција или упатство. И тоа е се, значи, и легално, и легитимно. Значи, тоа е една, особено пак во Македонија, имајќи предвид дека има можност на реизбор, што не е во согласност со стандардите на Советот на Европа, и токму во тој контекст пак и по однос на реформите во правосудството, до каде сме и така натаму, со оглед на тоа што тоа дополнително ги продлабочува сомнежите во искреноста за промени во правосудството. Значи, тој е, велам, една моќна, силна фигура и има можност да одредени процеси да забави, да сопре или да ги придвижи, да ги унапреди. Дотолку повеќе е и мошне битно државниот јавен обвинител да биде независен, односно самостоен воопшто како и правосудството. Повторувам, тие се и законодавната и судската власт и треба да бидат и се поврзани и по однос на изборот и разрешувањето, видовме и денеска, и се е тоа всушност законски. Јас ја гледав, ја анализирав и постапката околу именување и разрешување, но дотолку повеќе самостојни, како поединечно, така институционално, од какво и да е политичко влијание. По констатирањето на престанокот на функцијата државен јавен обвинител од страна на Љупчо Коцевски, нареди е сега, и тоа е така веќе и најавено, да се закаже итна седница на која Советот на јавни обвинители ќе назначи вршител на должност ВД државен обвинител. Токму Советот за јавни обвинители ја чека таа информација од собранието, значи потврдувањето на тоа дека е разрешен, за да на таа итна седница избере вршител на должноста државен јавен обвинител. Со тоа што според законот се именува на оваа функција лице кое ќе остане на позиција до избор на нов од редовите на обвинителите, а најмногу 6 месеци или до носење на, односно гласање на нов
обвинител. Што се однесува до самата процедура, собранието сега треба да распише оглас за избор на државен обвинител, што ме упразнето местото. Во меѓувреме, треба да се именува од страна на Советот за обвинители вршител на должноста, велам одредовите на републичките обвинители. И понатаму процедурата е, што пократко кажана, дека на предлог на владата собранието треба да распише оглас за именување на јавен обвинител, она што премиерот Мицковски го спомна, на јавен оглас, па во службен весник, во најмалку 2 дневни весника, од кои едниот весник да е на јазик кој го зборуваат најмалку 20%, значи мора да биде и двојазично, рокот за поднесување 15 дена и штом заврши пријавувањето владата, бара мислење од Советот на јавни обвинители за сите пријавени кандидати, односно пријавените кандидати владата ги доставува до Советот на јавни обвинители. Ова е прашањето околу влијанијата, притисоците, политиката и така натаму. Владата доставува список на кандидати, Советот за јавни обвинители треба да даде мислење, односно да предложи позитивни или негативни мислења во писмена форма, да ги врати до владата во рок од 15 дена, а потоа од оние кандидати кои добиле позитивно мислење од Советот за јавни обвинители, владата одбира еден. Значи, прво имаме релација во која е прашање на евентуални влијанија во Советот на јавни обвинители за давање позитивно мислење, но и ако го нема, потоа оние кои се позитивни, од позитивните, владата дава предлог на еден. Ако пак Советот на јавни обвинители не даде, се повторува огласот. Но владата, значи, предлага еден, пак ако предлог го доставува до собранието, а собранието веќе може да се каже е завршена работа, тука веќе нема никаков проблем. Тоа се знае кога било нешто непредвидено. Тоа е апсолутно веќе познат исходот. Значи, собранието всушност само како и разрешувањето треба да го со просто мнозинство направи и спроведе именувањето. Тоа е генерално процедурата со тоа што јавниот обвинител се именува, велам, од собранието по предлог на владата, простор за евентуални влијанија, со мандат од 6 години, со право на повторно именување, она што е, велам, и што не е во согласност, да не кажам спротивно со стандардите на Советот на Европа и што се бара да биде изменето, затоа што токму тука имате можност за одредени влијанија, особено ако се земе предвид дека практично секоја друга функција нема право на реизбор, па дури, и да не ги набројувам, дури и претседател на државата се избира најмногу 2 пати по 5 години. И ова конечно по однос на коментарите за својата работа и работата на јавното обвинителство, обвинителот одговара пред собранието. Не слушнавме излагање на Коцевски, ниту образложение, ниту во овие 10 месеци предходно, ниту денеска пред собранието. Сега слушаме отпосле, постфестум, вели дека, помеѓу другото, правдата мора да биде поголема од политиката. Сега прашањето е, од него не слушнавме, но од партиите веќе слушаме. Владеачката ВМРО ДПМН, опозицијската СДСМ, со реакции апсолутно јасно веќе директно спротивставени, конфронтирачки за владеачката ВМРО ДПМН. Ова е почеток на неселективна правда, оставката на Коцевски, додека за опозицијската СДСМ таа е резултат на притисокот на власта насочен кон воспоставување на целосна контрола врз обвинителството и судството, а ова е првиот чекор. Затоа реков дали надпреварот е завршен и пред да почне. Но со поен за кого или кој победи. Ова се генерално реакциите на двете партии, да не одземам време да ги читам, но суштината на темата е токму, значи, ова неискрени намери, сите оние прашања и дилеми
околу тоа како ќе биде избран новиот републички обвинител. Дали станува збор за искрени намери за промени, за реформи во правосудството или можеме да очекуваме всушност борба за превласти, интереси, независно тоа од каде станува збор, од која страна станува збор. И затоа накратко ја опишав и процедурата која покажува, гледате процедурата на избор која апсолутно покажува навистина и тоа како отворена можност за онака типичен школски пример да не сакате, можете и тоа како да влијаете. Па во таа смисла дали навистина има искрени намери или едноставно нема ни потреба, ако нема некои искрени намери, многу лесно може да прави инсталации какви што и досега сме виделе или сме имале. 60-91-924-925, ете тоа е денешната тема, телефонските броеви и добар ден за првиот гледач. Повелете. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Вака, слушај, симптоматично ми е дали на него нешто му компрометирачки материјали му имаат обезбедено, за толку брзо што се откажа од функцијата, познавајќи дека нема функционер у државата кој не е компрометиран. Ба да, а и постојано, практично една година, 10 месеци тврдеше дека не поднесува оставка. Да, и не, му извадиле нешто. Значи имаш у Швајцарија така со некој банкар тамо пред 40 години и повеќе, скоро 50, тој со некој хомосексуалец се закачил, па за да не пукне тиквата, се самоубил, тој па се упукал. Значи, у Швајцарија банкар да дојде до таква ситуација, значи они имаат реноме и звање, и наеднаш направил таа работа и се открило дека усторија со некој хомосексуалец имал обштење. И така да овдека не, ова мислам е така тресење глупости, нема врска. Испадне ова да врзувам едно со друго. Да, јасно. Да, и би кажал една работа, овие не би ме гајле за народот, за граѓаните. Значи си кажа они муабетот дека со мигрантиве е доволно само заканата што насочија првен кон СДСС, опозицијската СДСС. Значи дека може да пукаат и обвиненија. Или па за некои други обични граѓани кои исто ви го коментирале тоа со мигрантите, они веќе што устартни дадоа закана дека ние можеме да се соочиме со јавно обвинителство. Што значи медиумите и сите други останати тоа. Значи сега ќе го имаат како алатка за нивните подкусурувања. Така да ќе се стават нивни човек, познавајќи какви играчи се, тоа ќе биде катастрофа. А воедно немаат ни правобранител избрано се уште. Ајде, поздрав. Поздрави до вас, да. Ба ниту киријата, колку што слушнав, не е платена за 2 месеца најмалку наназад. Плати и така натаму за персоналот. Повелете кој ни е следен. Дали имаме некого на другата линија? Добар ден. Ало? Повелете, ве слушам. Добар ден. Добро вечер. Повелете. Ало, Да, јас ве слушам, повелете. Да, добро вечер, поздрав до вас. Добра вечер, повелете. Поздрав и до вашите гледачи. Благодарам во нивно име. Да, благодарам јас на вашите поздрав. Па не искрени или искрени намери за прашања дали дилеми при изборот на нов државен владар, се ќе има помалку и па ете почеток на реформи на неселе која и така ни недостасува. Дека можат да се пријават колку сакаат да се пријават на конкурсот. И сега кој ќе биде избран, како ќе биде избран, не знам тоа тука како ќе биде. Бидејќи не е важно дали кој ќе се пријават, кој ќе биде избран. Ќе видиме, ајде здрави, да бидеме здрави живи, да бидеме здрави сега за сега. Меѓутоа, јас не сум дека ќе биде избран тој што... А владата селектира, на крај собранието одлучува, така да... Работата е само Советот за обвинители да даде позитивно мислење. Да, па он ќе даде, тука ќе има разговори, ќе има договори, така да владата па ги предлага, меѓутоа не може да ги бират. Владата не е изборечко нешто
Па собранието ги бира, а каква пак тука нема дилема. Владата нема, собранието може да смени владата утре ако се рече пример. Ма кога тоа особено во оваа констелација тоа ни теоретски не е можно. Со просто мнозинство, не со сложено. Со просто мнозинство може да падне владата. Меѓутоа во ваков случај како состојба како што е владата како што функционира, шансите за да падне се равни на голема нула, нема шанса, тука е Па тоа велам ниту теоретски, да, всушност. Значи теоретски нема шанса затоа што се гледаш соработката им е одлична и поздрав господин Залшев. Да, поздрав, ви благодарам. Па имено теоретски се шансите, тоа е како шанси, не знам да добиете седмица на лото. Изгледа лотарија добила толку, па колку тамо нешто, 2 милиони евра или што ли злоупотреби, проневери. Тоа се такви шанси, но нив им се паѓаат тие шанси. Тоа е и причина за загриженост. Или ги менаџираат тие шанси. А вака да се паднат шанси, реално ги нема. Тоа е, велам, да добие обичен граѓанин на лото седмица, тешко, но вака да добие самата лотарија, мислам каде отишле прашање, или избореве на некој да му се падне. Прашање дали му се паѓа така или е тоа организирано. А од тука и се наметнува прашањето во искреноста на обавувањето на работата зашто некој е избран. Имаме ли искреност во, не знам, игрите на среќа, ако, се случува тоа што случува, како вест барем го прочитав. Ке имаме ли неселективна правда ако по поинаков неправеден и неправичен и незаконски или неискрен се едно најблаго кажано начин се става човек со намена и намера. Не заради него, туку за да биде во функција на нешто што не е всушност она што би требал да биде. Повелете кој не следи. Добро вечер, Исо. Добра вечер, поздрав до вас, се слушаме. Јас не знам зашто дискутираме за нешто кај што е самостојна одлука. Сам ја одлучил да даде оставка. И сега ние дискутираме што му било во паметот. Не за него, за натаму зборуваме за новиот. Не дискутираме за новиот, добро, ама мораме да го врзиме со стариот. Не, добро, но затоа велам, не дискутираме за стариот, затоа прашање и дилеми за избор на нов. Така, цели анализи направивме во претходната емисија, а тој сам е доброволно ти дава. Па да, па затоа затворено поглавје и реков во минатата емисија. Да. Затоа што се јавуваат луѓе како да се цел ден со него и вели задоволни сме од работата на него, а друга страна не го знаеме ни го познаваме. Кај нас смислото на опозиција е сватено тоа дека се што ќе речи владата ти треба да бидеш против. Без разлика дека треба да се најде некое заедничко решение како ќе биде, што ќе биде. Него ако рече Мицковски вака, ние треба да бидеме против. А самиот тој си кажува дека не може да ги контролира обвинителите. Не може да ги контролира. Значи, ќе помини малце известно време, ќе сватиме ние кој со сила го држала овие сите изминати 7-8 месеци или колку или се, и од каде бил страо. Значи, да држиш некој, кај што народот вели 2% е довербата во светото, мислам, е стварно смешна работа. И сега како овој другиот? Зошто се плашите од другиот? Пред време се плашите, нешто не му е чиста совеста, па се плашат кој ќе дојди после тоа. Ако си чист, шо ме гале кој ќе биде? Кој сака нека биде, јас сум чистио. Зошто ти е страв кој ќе биде? По 6 месеци ќе има јавен избор, ќе го определиме тој званично. Значи не знам зашто вака пред време ви кажам. Иначе за овој што се јавува железничар. Дури го чекаме Путин, ајде нека биде Апасиев. Ево отворена врата има сега да видиме Апасиев колку знае и колку може да го суреди нашето правосудство. Не само ние да нагаѓаме дали било вака или така. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој ни е, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па јас би рекла зашто да биде Апасиев, Милошовски нека биде. Јавен обвинител. Знаете, македонски менталитет, да кажеме само колку да си кажеме. И сега принудна е оставката, а не дека сам ја дал од желба, па се знаеше дека денеска ќе го изгласаат и дека нема више да биде обвинител. Ако сакаше, тој ќе дадеше пред 2 години. Па имено, а тој категорички тврдеше дека не поднесува 10 месеци на назад. Така, сам сакал, сам дал. Па интерпелација имаше помина, па исто не. Така па не даде оставка. Така. И сега сам сакал. Па сакал очигледно дека денеска веќе немаше да биде. Зошто па дојде во собрание таму да ми се исповедува на Мицковски дека му се заканува со обвинители и него ќе му прати
Ако некој размислува поинаку од Мицковски, изборува јасно, господинот премиер јавно кажа дека ќе му испрати обвинители. И ја очекувам еве да дојдат кај мене. Да се слуша Мицковски што зборува. Тако не му е срам. Премиер е. Ете Мицковски нека биде обвинител. Нека остаи од премиер. И он нека избере по желба негова што мора да советот на обвинители да одлучува, што мора тоа да оди у влада, што мора да оди во парламент. Нека каже тој еден човек или тој лично нека биде. А јас да сум како обвинител, ниеден нема да се пријавам. Ниеден. И судот на советот на обвинители ќе амнестирам. Нема да зборувам за тоа. Ете Мицковски нека каже. Сите обвинители нека се повлечат од оваа ситуација, како сака политиката на ВМРО, така нека се избере обвинител. Они нека се повлечат, сите дојдем. Па да видиме колку ќе ја направат државата способна. Како они ќе судат по нивниот терк. А не се свесни колку личности од ВМРО беа осудени во минатото, Заев ги помилува и уште пукаат по Заев. По тој закон, како да го речам, што сите не урна надоле додиме. Благодарам, пријатно. Благодарам и ве поздравувам. Сега, значи, првиот чекор е Советот на јавни обвинители, како што најави на итна седница, да избере вршител на должност државен јавен обвинител, а во предвид може да дојдат јавни обвинители од редовите на републичките обвинители. Да не ги читамете, така да и 6 месеци може да биде најмногу период во кој треба да се избере по онаа процедура претходно која ви прочитав редовниот државниот обвинител. Што значи до 6 месеци или претходно до изборот на новиот обвинител. Повелете кој ни е следен. Ало, добар ден. Да, се слушаме, добар ден, повелете. Ма ние веќе нема да бираат јавен обвинител државен, ќе бираат парадна купла, да ти кажам право. Аха. Знаете зашто? Затоа што еве да ги анализираме сите само, а јас реков, но треба Советот за јавни обвинители да даде позитивно мислење. Како тоа ќе се среди? Тоа е веќе завршена работа, тука без гаѓе, тука тука уопште не размислувам веќе све е јасно. Јас после велам да влада собрание тоа јасно, но тука Тена и си Советот на јавни обвинители, готови, тој и тие ќе бидат преваспитани. А да ги анализираме сите минати по јавни обвинители, кој и колку ја заврши својата работа. Единствено Ислем беше Прчевски, да ти кажам право. Кој рече се надевам дека сум последната будала. И јавно призна дека оваа функција за да ја работите треба да бидете будала. Или да се правите од себе да правите будала. Како што некој правеше будала со бугарските уверенија за директорот на АНБ. А сега гледате дека продолжува хајката против луѓе што имаат фалс диплома, тие уверенија од Бугарија, се поднесуваат кривични пријави. Само за него не. Ама зашто? Затоа што тој обвинител направи од себе будала. Посебно мислеше од нас да направи будали, ама затоа се доби унапредување во виш јавен републички обвинител. Тоа е значи проблемот што ќе биде понатаму. Значи од сега само ќе гледаме парадни кукли кои ќе извршуваат желби и наредби на, да не кажам, власта. И се знае што ќе биде првиот предмет кој ќе го работат. Бонусите на СЈО. Еве, ставам тип, кладилница, прв предмет кој ќе биде отворен ќе биде бонусите на СЈО. А Кочани? Како понатаму ќе се влија или? Кочани го бутнаа на мртов колосек, тој беше готов го заглавија. Што разговараме за тој предмет? Тој беше готов, тој е ставено у слеп колосек тој предмет, тој има да се влече. Па гледате како се препукуваат Шилегов, тоа му рече на јавниот обвинител, а ти кај беше ме пријател 13 години? Значи ти треба да бидеш на оваа страна, да го слушаш обвинението, а не да го читаш. Со тоа се кажа. Сите се прават. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, добра вечер, се едно кој ни е следен. Повелете. Се слушаме? Се слушаме, вие сте, повелете. Види, многу прашина, а низ прашината магла, да не се крева, дека остат на СДС, дека се изберат обвинител, за да може да си се равчистат работето. Што ќе се мешаат ВМРО, СДС, овие, оние? Сам би обвинител нека се избират, да си дојде Заев назад, кога носе солисици за глобал, тоа беше како некој, што знам, игранка. Да не ги направувам сите работи, сите избегани сте надбор што се,
од нив некој да донесе, затоа што знае тој и да направи дело и да здипли пари и да избега надвор, никој да не го пати, значи спремен, способен. Треба некој Банјко да не знае 2 и 2 колку сипа да го бркат натака навака. Сака некој експерт да знае да краде, да знае да лаже, да знае се што да знае. Да не може да фатат за ништо. Тој е способен. А не овие што се јавуваат, што кажуваат, што критикуваат, вака било, внака било. 100 пати сум кажал, тие што плачат, цицката им е пресечена и немат од кај да цицат. И уште плачат, тагуваат за тоа. И зато се јавуваат. Судот е суд, се си најди начин ќе решење. Ама од баквите се расипува државата. Ти 100 души да креват, еден да трга надолу, ќе ги собори. Тоа е јасна работа. Тоа е каде неваспитани. Скроз неваспитани. Тие што крадат и што лажат, тие неваспитани се. И плачат сега. Цело време со тоа се занимавале, како не им е срам да се јавуваат по телевизиве. Банџата. Да, ви благодараме, поздравуваме. Значи, зборуваме за иднината, за промените, за реформите, за искреноста да се направат промени, реформи во правосудството. Поглавието со досегашниот обвинител е затворено, но за да погледнеме во иднината, едноставно како репер, како појдовна основа можеме да гледаме на него во смисла дали, ете, ова што е и темата во рамки на тие прашања и дилеми при изборот на нов државен обвинител, секако оној по ВД, вршителот на должноста, иако и тој, но добро. Колку тој нов државен обвинител ќе биде барем колку Коцевски? Или да не биде полош? Односно, дали можеме да веруваме во искрените намери, па да биде многу подобар. Не само од него, туку од плејада наназад, да не се враќаме на оние кои биле на тие позиции. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Добар ден, да, се слушаме, повелете. Па вака, на Никола Груевски рецепт за долго владење беше председател на судскиот совет да го смени и да се стави свој обвинител. Што тој рецепт успешно го применува сегашниот премиер Мицковски. Значи сака да владее долго со Македонија. Чим сите овакво ги зазема, више сите овакво судството и обвинителството го зазема, значи долго владење сака. И сега у држава што не е во ред? Не е во ред у држава што у европскиве држави. Не може никако политичариве да се мешаат, било власта, било опозицијата, во обвинителството и судството. А кај нас гледаме дека типично се мешаат. Ништо не можат на човекот да му најдат, на овакво обвинителот, до сегашниот, ништо не може да му најдат, а цело време по телевизиве шират недоверба во него. Например, Бране Петрушевски изјави дека 40 предмети чувал у фиока. Ај сега нека да видиме дали стварно чувал у фиока. Знаеш исто што е карактеристично? Ова власт кој дојде ново, абе цело време напаѓа толку и толку пари искрадени се, тој искрал пари, тој, а не гледаме ние ништо фајда некој динар да се вратил. Ни динар не се вратил. Не знам. Држава ни иде у чор сока. Ке ги гледам подржувачите на ВМРО што се, абе толку се без свест дека цело време се води политика, фактички хајка таргет на народот. Ете, истече времето. Благодарам, поздрав до вас. Кој ни е следен, повелете. Добра вечер.
Добро вечер. Се слушаме, повелете. Се во внатрешноста на државата. Поздрав Биде до вас. Поготово. Повелете. Видите, а кај да прашам мисо, почитувани со, каде е господинот некни што кажуваше, што тресеше глупости, трезорот дека ќе затвори и нема да функционира. Каде е денес забеган? Во Велика Британија да си ги чистини валканиците за прием на 6.000 милиарди евра за мигранти и сега го зема и човекот јавниот обвинител на душа. Му праќа обвинители, нема ова завршено, нема тоа завршено. Човекот ни една замка не остави во правосудниот систем. Требаше да го остави, да го расчисти случај со покојните дечиња што се случи несаканиот случај во Кочани. Да се исера човекот до крај работата. Милион пати му се закануваше, па човек да е железо ќе пропусти. Каде нека се каже пред јавноста, нека кажи кои се причините, не го стаја човекот да образложи од кои причини. А јас ќе кажам, се тоа е политика, масло на ВМРО ДПМН, на сите неспособни кадри од ВМРО на ДПМН на чело со тој Христијан Мицковски, што не знае во кој правец тера. Еве денеска се јави Министерката за финансии, го демантира. Трезорот ќе му работи до 31.12. Ќе бидат навремено сите работи исплатени. Секој ден се уплаќаат приливи. Срам му било, срам да му биде. Тој човек не е способен да ја води ова држава, да се разбезиме. Не е способен, не. Нека си оди крај на сета ова приказна. Не мачи, не малтретира сите. Поздрав. Добро, поздрави до вас, но ете, да не одиме во, да не дозволуваме, да не обземаат емоциите колку можеме, трезмерно, смирено ги дискутираме работите и ете, затоа и неслучајно се користи терминот надпревар и јас употребив однос на овој надпревар во судството, но дали ќе се игра надпревар во кој нема да има валкана игра, туку навистина надпревар за да се игра според правилата. Во таа смисла и надпреварот во политиката е надпревар во кој ете добиваат, така и се доживува. За жал тие кои победуваат во голема мера и го доживуваат како победа пред се лична, па потоа забораваат дека имаат и обрски да прават, па останува само да седнат на тие фотели. Затоа и тоа се користи, да дојдат на фотели, од кои потоа ротираат, само и тешко се симнуваат. Но како и да е, значи тие места се освојуваат на избори и на нив се доаѓа и се заминува со избори. Така да, во зависност од тоа колку и односно колка бе процентот на оние кои сметаат дека тоа треба да се случи или што треба да се случи, се определува на избори. Повелете кој ни е следен. Здраво, Исо. Здраво, се слушаме, повелете, да. Оддавна не сум ти се јавил. Да, знам, ете, да. Си уживам кога ги слушам овие што плачат. Блазе си ви, па... Они ќе го сменеле Мицковски да си одил. Чекај бе, човек, кој имате 450.000 гласови, тогаш ќе си оди Мицковски, не си ти со 100.000 гласови, ти ќе го бркаш Мицковски, кај тамо, шетај малку. Види сега за вој, што требаше да направи Коцевски, Исо? Што да требаше да убие човек за да го сменат? Па прво Мустафа Харулаху, обвинител, го суспендираше од и откри 4,5 милиона криминал на Катица Јанева што си делеа со Ленче таму, кои беа тие јавни обвинители. Што требаше? Му краде крв за 150 милиона евра. Му краде Ковачевски 200 милиона евра. Тоа знаеш колку пари се за пензионерите. И ово си седи на ушите. Што треба да му прават? Да му стават и круна злата да му стават на тој обвинител Коцевски. Ја не можам да сватам луѓево. Што сакате вие? Да крадат овие и да не ги бркаат. Ќе ги бркаат, Мора да се бркаат такви лешинари, мафијаши.
Ние уште не требало да се мешала владата, па кој треба да се меша? Владата собира даноци. Владата одговара за пензии, за плати, за социјално. Не одговара тој Коцевски. Како може да не се меша Мицкоски? Зашо го избравме ние Мицкоски? Да го трпиме Коцевски? Да ги трпи тоа, да ги брани мафијашите? А ние ќе бидеме уште со мали пензии, со мали плати. Само напред Мицкоски. Решетај таму се што е криминал со документ. Апси Мицкоски. Имаш подршка од народот. Поздрав, Исо. Благодарам ве, поздравувам и јас, но ете повторно велам ова, да не ги или еве надпревар користиме. Да не се внесеме толку и да го стесниме фокусот токму на оној само надпреварувачки дух и на личен пристап. Не значи дека не треба да дискутираме, еве во случајот дали Коцевски, како име и презиме Љупчо Коцевски, требал да остане, не требал, не знам чин, ваков или онаков, како, што и така натаму. Но тоа е она надпреварувачкото од позиција на публика. Да речеме, па сега секој има, не знам, и свој фаворит, и овој му е и симпатичен, и, не знам, чувствува позитивност кон него или негативност и слично. Но тоа е една работа, а втората работа е она што навистина треба да не интересира, а тоа е позицијата. Тоа е државен јавен обвинител. Ова е приватното, или он е председател на влада. Ова е приватното. Мицковски, кому му се допаѓа, не му се допаѓа, како име, презиме, како изглед и слично. Ова е другото, институција. Во таа смисла, значи, едно е да, ние како публика на преварувачки може да дискутираме, па дали сега, не знам, човекот е, не знам, погоден, разочаран или слично, еве и самиот изјави порано ќе одел дома, па ќе искористи да оди на опера. Дали е тоа придобивка за него или е тоа, не знам, за да се смири од, не знам, стресот и така натаму, но тоа е една работа која може да ја дискутираме. Втората е не само да останеме публика после тој надпревар, туку што ќе добиеме ние. А тоа е она, што го коментираме тука во случајот на позицијата, на функцијата јавен обвинител, токму штитење на интересите на граѓаните. А ова ние се едно, значи, ми независно, ние може и да констатираме овој ми е несимпатичен или е ваков или онаков и како човек не ми се допаѓа и што знам, еден куп други работи. Но она функција на која е ставен, а тоа е да речеме таа и таа во случајот јавен обвинител, ја врши добро. Ги штити интересите на граѓаните, неселективно, ги гони сторителите на кривични дела. А вака воопшто не ми се допаѓа, да речем. Или обратно. Затоа, значи, чисто да ги разграничиме работите, да не се сведеме само на лично надпреварувачко навивање како публика. Затоа што за разлика од надпреварите, фудбал или што е, тука имаме вршење на функцијата. Не утакмицата, топката само. Победил овој или оној. За жал, затоа и кажам, се сведува на тоа. Победивме, ние локални избори, што сега? Ајде, работете работата. Надпреварот е после. Надпреварот е да се спроведуваат работите од позиција на функциите на кои дошле тие. Значи, тоа е само квалификација, всушност, она што ние како прослава или тие. Победивме. Да, победивте, квалификувани сте, ајде. Кој е за мандат? 3-5 години, кој еве како обвинителите можат на реизбор и така натаму, па или политичар да остане доживотно и така натаму. Значи, во таа смисла е битно да видиме каков надпревар понатаму ќе ни водат тие кои се или оние кои воделе. А ова си е друга работа, ние лично колку, како, кој ни е симпатичен. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, убаво вечер, да, Иван. Па да ова било секој пат и ќе биде. Претходно 7 години беа други на власт, си донесаа своја гарнитура, како што и обвинителот од нивната гарнитура и си работеа како што сакаа по нивни вкус, по вкусот на таа влада. Ја не знам, мене ништо не ми е чудно и ја секој пат очекувам кога доаѓа друга власт дека ќе си донесе комплетно своја гарнитура, бидејќи тоа го гледаме ние веќе 30 и кусур години. Така да мене ништо не ме изненадува и
нормално дека така и ќе продолжи натака, меѓутоа не знам предходен пред овој обвинител кој беше и како беше, како го избркава да го донесат него. И сега не знам зашто на народот ми е чудно, да ви кажам, мене уопште не ми е чудно. Јас овие работи ги очекувам, пошто ние ги гледаме наизменично. Така да, меѓутоа... Па се сеќавате Јовески беше, па имаше тој сакаше да се... Едни по други се менјава исто, мислам, сега кој како доаѓа не е битно имињата, меѓутоа све е тоа релевантно. Значи гледаме истиот филм го гледаме со години. Така да ова што ќе направи сега, овие биле 7 години на власт, направиле ајде убаво све за некого не е битно, не мене секој си има свое мислење, било убаво и така. И сега за нив не е убаво, сега за други веќе е убаво. Секој пат било така и во комунизмот било. Значи не можеш на народ да онаква еден живее убаво, друг вака, друг така, кој како дошол. Значи, така да, ова има плюс да кажеме имаше колку посто судството. Значи судството, јас да ви кажам очекував дека кога ќе дојде друг на власт овие кои беа не е битно. Кои ќе дојдат дека комплетно све ќе исчистат. Да се врати до вербата. Ние катастрофа 2% ли колку таму не знам во судството. Мислам тоа е невидена катастрофа. Цел свет, Европа не опомена, давале пари, дојде од Холандија, од каде дека кажуваат каде се парите, дадовме толку што, каде отидоа парите, каде се од предходните, значи каде се, што направива со тие пари, кое судство. И сега ја не знам ние што можеме да очекуваме. Значи мора да се направи еден рез, све од корен да се исчисти, па да видиме дали нешто ќе тргне во државата овако да функционира. Благодарам, поздрав, истече времето, добар ден за следниот, повелете. Дали имаме некого, повелете, добар ден. Дали се слушаме со добра вечер, може би, еве ќе продолжиме. Ало? Да, еве се слушаме. Добро вечер, Исо. Повелете, добра вечер. Поздрав, Исо. Ви благодарам исто, возвраќам. Видите, Да. само Заев, тој со овај американицот Стивенсон посети сите обвинителства и сите судови. Постави преседатели, директори, кажа кој да се суди, кој колку да биде осуден и сега му наоѓаат мана на ова судство. Па овај што беше Зврлиски пред Јовески, што го донесе овај Бајден, наш македонски, Јовески, како се викаше. Да. Тој го Јовески, истера на улица го пратија, на суд го дадоа и го умреа човекот. А сега смене тоа и уништо го донесоа. Се додека има еден комунист в Македонија. Видите, ние зошто не успеа Македонија? Зошто сите републики од комунизмо на пазарна економија донесоа нови луѓе. А ние кој донесохме? Васил Топурски и Гигрил Глигоров. Оште тогаш кажаа учените луѓе од пазарна економија од Македонија нема да биде. И продолжуваме. Но добро, ние си бараме самоуправување, ние си бараме комунизам. Во Белград, нели, во ние сакаме да не работиме ништо, а да имаме големи плати и големи пензии, а да не работиме. Како во самоуправувањето Тито? Ништо се не работеше. Хаос беше, се беше привилегии, се беше родбински врски и затоа така ни се десава на нас. Ние не можеме да се откачеме уште од комунизмот. А комунизмот е зло. Комунизмот не се работи, сите сакаат да управуваат, а работници не. Затоа ни пропадни сточарство, ни пропадни земјоделство и се ни пропадна. Ама не уште сега. Уште 60-те години за време на СФР се пропадна. И сега тешко да се опоравиме. Благодарам. И јас исто ве поздравувам. Добра вечер, кој ни е следен, повелете. Ало, добро вечер. Се слушаме, поздрав, да. Поздрав за тебе. Исто така, повелете. А и ова страх почна ме фаќа, ова истерија почна ги фаќа луѓе, смак света да е, што ви рекле Србија. Што е работа? Што е ова? Што паѓаат во несвес, не ми е јасно. Сакаат да се реши криминалот државата или не сакаат? Што е ова? Не е Мицковски проблемот. Кога ќе им стане јасно? Народот стои позади Мицковски, мнозинството народ. Тој ако беше чист, зашто си поднесе оставка? Зашто би го брукале во парламентот? Зашто би го напаѓале ако е чист? Како така лажно ќе го напаѓаат?
Него мириса на Идризово ИСО. Почнам да мириса на Идризово мирисот. Тоа е проблемот. Криминалите полека ќе излезат на виделина и дали ова гледачиве си совмешани во криминал не ми е јасно. Ама ова комунисти изгледа постоеле уште во времето на преродбенициве наши. Па Кирил Печиновиќ сега имаше на фамилија, фондација направи во Германија, крстевски фамилијата, со собствени пари финансира македонски историчари, ископини, фолклорна култура, опште идентитетот македонски, кој работи, они го финансираат. Така. И за Кирил Печиновиќ, замисли, продал имотот да го реобнови Лешочкиот манастир, пола македонци биле против тогаш. Значи, од тогаш имало себе самовци и во негова време. Пола биле против да се реобнови. Тоа е македонски некој синдром. Чудо едно невидено. Со своји пари ја обновили печатницата на Теодосиј Синаиски во Солун. Човекот све дал имотот свој само да се остане трак од македонската култура и историја. Така, да, истече времето, благодараме те, ќе дискутираме и во следна прилика, верувам. Повелете кој ни е пак на линија. Добар ден, добра вечер. Добар ден, добар. Повелете, се слушаме, да. Видите, вака, нереално зборење по телевизиите, значи не треба човек да се евува ако не е реален. Значи, да штитиш некого, не е телевизијата за да штитиш. Ова тема е, вие ја кажувате за да кажеме точно како треба, искрено. И тука има искрено, неискрено намера, ама и искрен, кој ќе бидеш да бидеш искрен. Така, Јасно. Јасно, нема, затоа ниту име и генерално јас си одбегнувам да ставам или партија и така натаму, дискутираме воопштено. Да. Сега ќе се јави тој Радоно што се јавува од кајата на одбител. И нереално напаѓа. Сега, ако сакаме ние да кажуваме, и едните и другите не чинат. Ако чинат, нема промена од парламентарни на локални и обратно после неколку години. Значи, 150.000 гласови едните изгубија за една година. Значи, тука нешто не штима, значи, нешто не е дворед. Не да ги бранам или да ги напаѓам мене за другите. Треба значи реален да бидиш кој ќе се јавиш на телевизија, да не кажуваш, да браниш, да штитиш нешто ти. Да констатираме каква ни е состојбата, каква треба да биде и така, како да се стигне до тоа. Со позволението штитиш некој криминал, од и двете страни има криминал, трае на 35 години. Овој, како го вика сега, што си поднесе оставка, чист бил. Не бил чист, понивно не бил чист. Ја те го сменя, ја ќе дај на други. И ќе успееме нешто да се направи, ништо нема да има подобрување. Ниво тој што ќе дојде новиот. Значи, треба многу систем некој да се смени за 35 години што вака труло оди све. И овие што се уваме тука други треба да чисти малку во зборането реално. Ви благодарам. Благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни е следен. Добра вечер, повелете. Дали се слушаме со некого? Да, веројатно и сигурно би се слушнале, но за жал немаме повеќе време. И тоа како е битно да биде навистина и намерата да биде искрена и човекот да биде истручен и со интегритет и така натаму, затоа што и онака имаме и многу случаи, многу предмети кои треба да се решат. Тука е и процесот Кочани, судскиот, кој е исто така тест за судството, за обвинителството, така да се надеваме дека ако сакаме навистина да биде подобро за сите нас и да останеме и обстанеме, треба работите да се движат во таа единствена насока, а тоа е навистина спроведување на законите, одговорно постапување и реализирање на она што го предвидуваат работните обврски, токму согласно тие правила. Благодарам за учеството, за вниманието ви, посакувам пријатна вечер и се надевам дека ќе дискутираме за поубави работи во следниот период. Довидување.